Добро вечер. Започнува централниот дневник на телевизија Кочани. Во него ќе гледате. Работна посета на вице-премиерот Владимир Пешевски и на Владко Ѓорчев на Кочани. Почна жетвата на турските сорти ориз во Кочанско. Пролонгираната наводителна сезона по 20 мај ја помести вегетацијата на оризот. Ќе се жнее ли ориз во атарот на Соколарци? Форумска сесија за сливното подрачје на реката Брегалница се одржа во општината Чешиново-Блешево. Деновите на Кочанскиот ориз започнуваат утре со избор на жетварската убавица. Основното училиште Раде Кратовче ќе го одбележи 22 септември, меѓународниот ден на автомобилите. Со содржините од дневникот почнуваме веднаш по рекламите. Останете со нас. Железара Тигар Метал Кочани. Најдобра локација со најдобар избор на цевки и профили. Бои и лакови. Шрафовска роба. Мрежа и жица. Бесплатен превоз до вашиот дом. Наша предност се цените и квалитетната услуга. Повелета на улица Теодосија Паунов 61. Железара Тигар Метал. Сончеви колектори Термосол Кочани. 20-годишното искуство и стручност на инженер Никола Соколов, вградени во сончеви колектори, ви гарантираат сигурна заштита и благодет во домот. Зошто да плаќате скапа струја? Вградете термосол систем за загревање на водата од сонцето и уживајте преку целата година. Сончевите колектори се најисплатливата инвестиција на секое семејство, а Термосол е единствената фирма која ви дава техничко упатство и гарантен лист. Обезбедува резервни делови за 10 години. Не чекајте, вградете колектор за да ја почувствувате енергијата на сонцето. Звучна изолација, безпрекорна топлина во вашиот дом, оптика и комфор. ПВЦ прозорци и врати за цел живот, Александрија ПВЦ Лајн Кочани. За да инвестирате во енергетски штедлив дом, можете да користите и Алфа Зелен кредит од Алфа банка. Секако вид на алуминијска столарија и дрвени собни врати. Контакт телефон 033 297 440. Најновите актуелни информации пренесени преку вашата омилена фреквенција, телевизија Кочани. Работна посета на Владимир Пешевски и на Владко Ѓурчев на Кочани со цел лоцирање на проблемите и мерки за нивно решавање. Во разговорите со градоначалникот Радко Димитровски и представниците на агроинституциите разгледани можностите за потекнување на развојот.
Заменик председателот на владата задолжен за економски прашања Владимир Пешевски денеска имаше работна средба со представници на агроинституциите во општината, на кој беа разгледани актуелните проблеми и состојбите во земјоделството пред завршетокот на сезоната и потребите од интервенции на државата за потикнување на целокупниот развој. Тој истакна дека државата сериозно се ангажира околу подобрување на вкупниот амбиент во пресрет на откупот на оризот и другите земјоделски култури и прави напори да го раздвижи стопанството во општината и регионот. Посебен осврт за време на оваа посета направив на секторот земјоделие. Имено ја посетив и подрачната единица на Министерството за земјоделие, шумарство и водостопанство, како и Агенцијата за поддршка на земјоделието и земјоделскиот инспекторат, директно од раководителите и од вработените. Поразговаравме за проблемите со кои што тие се соочуваат во работата, за проблемите кои што земјоделците ги имаат реално на терен и што е она што во доменот на владените политики може да се направи за да наистина им се помогне. Ке не стоиме проблемот со просториите да биде решен колку што е можно побрзо, бидејќи навистина голем број на земјоделци и корисници на субвенции од програмите на владата доаѓаат тука, се создава гужва и просториите се навистина несоодветни, така да ќе настојуваме во еден разумен период да се пресели во нови простори, тие се доделени, но треба да се изврши реновирање, истите да бидат соодветно опремени, но говоревме и за некои проблеми во делот на употребата на заштитни средства во земјоделието, несоодветна употреба, несоодветен увоз, што е она што ние може да го направиме. Поразговаравме и за престојната сезона за откупот на ориз, кои се проблемите тука, што ги очекуваме, како и за некои меѓународни проекти кои што се спроведуваат во општината, конкретно во делот на оризот со Турската развојна агенција ТИКА, каде што за прв пат на површина околу 20 хектари се тестира употреба и на оризови семиња со потекло од Турција, кои што доколку се покажат успешни, индикациите се такви, дека истите во иднина ќе се прошират уште на поголеми површини. Значи, повторно, определбата на владата за постојан диалог со бизнис заедницата, со своите граѓани останува, посветеноста на земјоделието како еден од клучните сектори останува и верувам дека овакви посети ќе придонесат за подигање и на приносите и севкупно на приходите на животниот стандард и на земјоделците, но и на сите граѓани на Република Македонија. Освен за информациите за оризот како главна култура и за очекувањата од реколтата, домакините ги истакнаа несоодветните услови во кои работат. Заради подобро сервисирање на потребите на земјоделците како најадекватно просторно решение е посочена зградата на водостопанство Брегалница, каде по реновирањето ќе биде сместена подрачната единица за земјоделство, шумарство и водостопанство. Овде имаме малце несоодветна ситуација и за тоа што баравме простори од кои што ќе бидат ние обеќено дека ќе бидат реновирани за да можеме да ги примаме соодветно тие земјоделци, да може да приседнат на кои ќе дојдат во нашите простори и да може да си го остварат своето право. На новинарско прашање за евентуално субвенционирање на текстилците, Пешевски состав дека не е во ред да се меша една област како земјоделието со една стопанска гранка како текстилството и такви можности засега не се разгледувани. Тоа што тие го бараат сепак е разгледувано повеќе пати. Во минатото ние мора да создадеме еднакви услови за сите индустрии, не може да се направи паралела помеѓу земјоделието и текстилството. Оно што го правиме е да привлекување странски инвестиции, да оние вработени кои што можеби работеле во текстилниот сектор би можеле да најдат работа во слични индустрии, конкретно во автомобилската индустрија. Веќе има определени најави за странски инвестиции во Кочани, конкретно една компанија во која што сме били со директни разговори најавуваат отварање на неколку своји погони во Кочани, така да верувам дека сите оние вработени кои што се од тој сектор или барем поголем дел од нив ќе може да најдат алтернатива и на други места. При посетата на Кочани Пешевски го придружуваше пратеникот Владко Ѓурчев, кој ги потенцираше основните прашања и целите околу кои се разговараше со градоначалникот и другите локални фактори. Еве видовме дека има неколку фабрики веќе низ целата територија на Република Македонија. Дефинитивно наше залагање овој дел на кој што гравитираат овие 4 општини, Кочани, Виница, Зрновци и Чешина, Облешево, да има сериозен странски инвеститор кој што ќе вработи многу луѓе. Имаме
повеќе проекти кои што се однесуваат на земјоделието, има огромен интерес од 10-15 големи светски гиганти во производството на храна. Еве видовме дека во Џумалија влезе сериозен странски инвеститор, истото се очекува и за Битолско, значи генерално мислам дека ќе имаме сериозни разбежувања во делот на производството на храна. Иако беше предвидена средба со граѓаните во централното градско подрачје, гостите поради набиена агенда мораа пред време да заминат од Кочани. Првата жетва на ориз од турско семе, реализирана денеска на нивата на Михајло Кузмановски во Чифличко, даде принос од 800 килограми од декар и одличен квалитет. Дали очекуваните ефекти ќе го препородат кочанското оризопроизводство? Ако по утрото денот се познава, тогаш на оризопроизводителите во Кочанската котлина им престои подобра иднина. Тоа е констатацијата по денешната прва жетва на ориз од турско семе реализирана на нива на Михајло Кузмановски. Имено приносите од 800 килограми од декар, квалитетот и другите ефекти сами по себе се гаранција за побогато и порентабилно производство, кое во иднина ќе ги офајде земјоделците, регионот и државата. Задоволството од првичните резултати не го крие ни Кузмановски. Гонеме сортата. Денеска пробуваме да почнеме да жнееме. Пошто влагата е стасана на време 21 има моментално влага. И по правилата што не ги кажаат турците, влагата треба да е од 22 надоле, моментално е 21 и е време за да почнеме сужето. Па очекуваме негде принос околу над 800 кг по декар, 900, не знам колку ќе има. Па и Андрејата мислам дека е тука негде, разликата е што това ориз е многу порно созрева и ќе се избегнат, мислам, температурите, пагањето на температурите. Па добиме семе по 20 кг од декар, 200 кг имаме семе земано и насеани си 10 декара. За приносите ќе видиме кои ќе бидат. За разлика од нашите сорти, ваа сорта на ориз гонено има пократка вегетација со 20 дена негде се порно од нашите сорти. Зрното изгледа квалитетно, изгледа род добар, али кој ќе жнееме, ќе знаеме точно. Па мислам дека се исплате. Доколку првите параметри бидат задоволителни, тогаш земјоделците освен што ќе добијат поголеми приноси по единица површина, ќе заштедат на потрошената вода за наводнување поради покусата вегетација на турските сорти ориз. Потоа ќе жнеат во подобри временски услови, кои се различни во септември и во октомври или ноември. Плюс препораките на турските стручњаци за подобриот рандаман, некршливоста на зрното, намалениот процент на влага и слично. Но анализите доправа ќе следуваат и ќе дадат одговор на суштинските прашања околу перспективите на оризот произведен од турско семе. Пролонгираната наводнувачка сезона по 20 мај ја помисте вегетацијата на оризот, па поголем дел од земјоделците во Спанчевско-Соколарскиот татар се плашат дека ќе нема што да жнеат. Само доколку септември и октомври бидат надпросечно сончеви и топли, земјоделците од Спанчевско-Соколарскиот татар може да се надеваат дека во нивните ниви ќе влезат комбајни за да жнеат. Поедини производители се жалат дека затоцнетата сеидба поради касно пуштената вода за наводнување е причина што оризовата култура е далеко од последната фаза на зреење. Ќе биде вистинско чудо доколку од овие површини се остварат какви и да е приноси. Овие површини поради задоцнета сеидба, доколку им се погоди времето и доколку созреат, ќе треба да се жнее во ноември. Таму каде што сидбата е извршена во оптималните рокови, оризот веќе е пожолтен и со формирана восочна зрелост на зрното. Тука тие земјоделци што ги примениле сите агротехнички мерки може да очекуваат рекордни приноси. Оба се земјоделските површини кои се во фаза на зреење, се посејани во оптималните рокови и затоа земјоделците од нив очекуваат богат род. Земјоделец од Спанчево кој не сакаше да зборува пред камерата, се пожали дека него за доцнетата сеидба ќе го чини над 2000 евра. Голем е бројот на оние со помали, но и со поголеми штети, чија вредност ќе се утврди на крајот на жетвената сезона. Внимателно со управувањето на трактор во екот на жетвата на оризот, порачуваат од полициската станица во Кочани. Полициската станица од Кочани им препорачува на земјоделците внимателно да управуваат со тракторите и другата приклучна механизација, пред се во екот на жетвата на оризот. Сакаме добро намерно за безбедноста во сообраќајот, да им се пренесе, да ја проверат техничката исправност, уреди за сортирање, уреди за управување,
поготово на каде диоптрията и на светлото. Значи треба да бидат обележени појавните патишта, треба да бидат осветлени. Заради тоа што појавните патишта значи имаме и други возила кои што ако не се осветлени не можат на време да ги забележат и често не се случуваат сообраќајни незгоди. А искуството покажува дека тие сообраќајни незгоди се за жал со тешки повреди или со смртни последици. Да им се укаже таму кај што имаме алтернативни патишта, значи стварно да не се користат магистралниот пат А3 и регионалните патишта, доколку нема значи друг алтернативен пат, во тој случај нека ги користат, меѓутоа со нивното соодветно обележување. Од друга страна, значи последно би интервенирал да им се пренесе, да го обезбедат целиот товар кој што го товараат и искуството покажува дека кај нас од навика се превезуваат луѓе на приколките. Имаме веќе неколку случаи каде што после ударот од сообраќајни незгоди сите оние лица кои што се превезуваат на приколките после ударот паѓаат и се добиваат со повреди, а не да може со смртни последици. Форумска сесија за сливното подрачје на реката Брегалница се одржа денеска во општина Чешиново, Облешево. Во рамките на проектот за управување со речниот слив на реката Брегалница, а во рамките на малите инфраструктурни проекти, во општина Чешиново, Облешево се одржа трибина на која свој учество зедоа жители од општината, представници на бизнис секторот и земјоделството. Се надеваме ќе имаме поголемо искуство, денови ќе се дружиме почесто. Со тоа нешто ќе биде од благодет за целата општина. Мислам проектите ќе бидат наведени сега. Од тие проекти се надевам дека некој проект ќе излезе што ќе биде во благодет на целата општина. Преку овој форум, жителите на општината Чешиново Облешево одлучуваат кои приоритети за социоекономскиот развој на општината ќе бидат корисни. Станува збор нели за проект кој што се нарекува управување со речниот слив на реката Брегалница и во кој што во чии што рамки е предвидена поддршка на мали инфраструктурни проекти кои што гравитираат, односно кои што можат физички да се изградат на речниот слив на Брегалница. Поради тоа, општината Чешиново Облешево, бидејќи има можност да аплицира за ваков тип на проект, се одлучи да свика форум на граѓани за да со вас заедно се дискутираат проблемите и приоритетите кои што се однесуваат на темата води, односно речниот слив на Брегалница. Инаку да кажам дека проектите ќе бидат финансиски поддржани од швајцарскиот секретаријат за економски прашања СЕКО. Проектот ќе биде финансиран од швајцарската влада со 83,3% или во вредност од најмалку 50.000 швајцарски франци, а општината Чешиново Облешево ќе учествува со 10.000 швајцарски франци. Форумските сесии за сливот на реката Брегалница продолжуваат да се одржуваат во Кочани, Зрновци и во Виница. Алармантно зголемен бројот на диабетичари во Кочани. Дополнително, алармантна состојбата ја прави тоа што меѓу болните има се повеќе и деца. Кочани е прв во источниот регион по бројот на заболени од диабетес, со регистрирани над 2000 граѓани. Последната година се регистрирани нови 97 случаи на заболени од шеќерна болест. Дополнително, алармантна состојбата ја права тоа што меѓу болните има се повеќе и деца. До пред 2 години имавме околу 15 дечиња. Сега ги има повеќе од 30, а најмалото нема годинка, изјави Јордан Синадинов, председател на Сдружение на диабетичари од Кочани. Освен во Кочани, проблемот диабет е присутен во сите останати општини во регионот. Вкупно во сите 11 општини за една година се регистрирани 300 нови случаи на шеќерна болест. Заедно со веќе регистрираните во овој дел од државата, шеќерната болест е проблем на околу 10.000 жители, од кои близу 3.000 се на инсулинска терапија. Доколку не се лекува и не се внимава, шеќерната болест постепено ги уништува сите органи, влијае на срцето, на белите дробови, на видот и на бубрезите. За среќа, последиците од диабетесот кај повеќето заболени со редовна терапија се држат под контрола. Но проблем се оние граѓани кои покачен шеќер во крвта имаат, но не знаат. Се претпоставува дека нерегистрирани диабетичари се најмалку уште 5000 лица во регионот, кои се најмногу изложени на здравствени последици и проблеми. Деновите на кочанскиот турист започнуваат утре со изборот на жетварска убавица. Ке бидат реализирани поголем број содржини.
Кочанските денови на Оризот 2013 започнуваат со изборот на жетварската убавица на летната сцена на Домот на културата. Ќе учествуваат музички групи и ансамбли, а изборот ќе биде направен од девојки пријавени на конкурсот. Манифестацијата продолжува со средба на литературните клубови од Македонија, со изложба на дела од годинешната ликовна колонија Свети Пантелеймон, со изложба на изворни народни инструменти, а во трговскиот центар во Кочани во сабота ќе се одржи традиционалната Оризова бела ноќ. Овде ни гостува Обдивата Дани и Драган Мијалковски, како и две наши кочански групи. Манифестацијата продолжува со театарска представа, промоции на книги, а наредната сабота и недела е завршетокот на Кочанските денови на Оризот. Ќе се одржи фолклорен концерт, а на Оризовите полиња во село Горни Подлог ќе се реализира традиционалната жетва на ориз со изложба на домашни ракотворби и дегустација на јадење од ориз. Очекуваме гости од Босна и Херцеговина, од Црна Гора, од Србија, од Турција и, како што споменав, од Унгарија, од Бугарија, од Украина. На манифестацијата се очекува да присуствуваат и делегации од збратимените градови со Кочани од Хрватска, Унгарија и Бугарија. 28-миот фестивал Истибанско здравоживо завршува утре вечер со гала концерт на плоштадот Ангел Винички во Виница. Во општина Виница се одржува меѓународниот фолклорен фестивал Истибанско здравоживо, на собир на 600 фолклористи од повеќе земји од Европа и светот, како и македонски фолклорни ансамбли. Свеченото отворање беше во Истибање, каде што низ улиците на ова виничко населено место гостите го манифестираа фолклорот, носиите и обичаите од земјите од кои доаѓаат. Годинава беа селектирани и поканети 12 фолклорни ансамбли од странство. Тука даваме голем акцент и на македонските ансамбли за и гостите што ни доаѓаат на фестивалот да го видат и македонскиот фолклор. Ние овде поканивме ансамбли од скоро од сите делови на Република Македонија. Фестивалот продолжува со реализацијата на зацртаните содржини. До сега целовечерни концерти се одржани во Истибање и Македонска Каменица, а гостите и домаќините ќе настапат и во Берово. Го посетија и Скопје и неговите знаменитости. Фестивалот завршува со гала концерт на плоштадот Ангел Винички во Виница и со заедничко дружење до доцните вечерни часови. Истибанското здравоживо 2013 финансиски го поддржаа Министерството за култура и општината Виница. По повод 22 септември, меѓународниот ден без автомобили, Основното училиште Раде Кратовче од Кочани, како дел од меѓународната мрежа на екоучилишта, ќе спроведе кампања за промоција на велосипедизмот. Со пешачење или користење на велосипеди се символизира значењето од некористење автомобили, чии издувни гасови штетно влијаат врз човекот и околината. Меѓународниот ден без автомобили 22 септември, традиционално како и секоја година, така и оваа ќе го одбележат учениците од Основното училиште Раде Кратовче од Кочани, се со цел развивање на еколошката свест кај луѓето за зачувување на здрава и чиста животна средина, користејќи алтернативни превозни средства, односно велосипеди, тротинети или ролери. Целта на Меѓународниот ден без автомобили е под мотото "Ајде сите да ја заштитиме животната средина". За тоа се промовират превозни средства со кои што не се загадува животната средина. Еве ние го како превозно средство промовираме велосипедот. По повод истиот ден, нашето училиште и како дел од меѓународната мрежа како екоучилиште, овде морам да напоменам дека Раде Кратовче е првото училиште кое што во уште 2007 година е прво екоучилиште и доби зелено екознаме. Се повтори 2008 и 2011 година и сега ќе аплицираме и сигурно ќе го добиеме. Значи тоа е во соработка со екопрограмата и кампањата ќе се одвива на 20 септември 2013 година, може да кажем дека на следниот начин. Планирано е вака. Прво, организирање на наставен час посветен на велосипедизмот како забавно, ефикасно, безбедно и најзначајното еколошко превозно средство. Второто е организирање на велосипедска тура и тоа значено на 20 септември 2013 година со почеток во 12:30 часот во која ќе учествуваат учениците од нашето училиште, сите заинтересирани и голем дел од нашите вработни наставници. За потребите на кампањата, нашето училиште Раде Кратовче заедно со ОХО од Скопје сега сме во преговори да видиме
ако може да обезбедат тие мајци, постери, плаери, налепници кои ќе им се дадат на децата како една мотивација и на останатите учесници во кампањата. Ние сме како позитивен пример на училиште, општина, институција и сите поканети компании кои фигуративно и под мотото ќе одиме за заштита на животната средина и безбедноста, многу значено на нашите деца, која што ние сите заедно ја сметаме за една од своите приоритети. Со оваа кампања се очекува дека барем за миг ќе се придонесе за почиста животна средина во општина Кочани. Со временската прогноза го завршуваме и централниот дневник на телевизија Кочани. Ви благодариме за вниманието со кое не следевте. Имајте пријатна вечер.